Стадион. Емисија за вашата вистина. Драган Ковачки, пратениче, добар ден. Како сте, добар ли сте? Добро, да ги поздравам гостите во студиото, почитуваната министерка и почитуваниот професор. И до вашите слушатели поздрав. Аз кратко ќе кажам, Ковачки и Јанев беа членови на првата меѓународна мисија на армијата на Република Македонија во Ирак, така ли беше? И да, уште така беше. Ковачки требаше да биде несуден шеф на сегашната министерка за одбрана во Министерството за внатрешни работи. И тоа да подсетим. Добро, тоа е завршена приказна. Би требало да се држиме на моменталниве состојби кои што оптеретуваат Македонија. Ковачки, кратко само да ми кажете за Украина. Имаше едно сообщение од армијата на Република Македонија. Сега тоа, вие сте пратеник, на вас не се однесува, веројатно се однесува на оние кои што се активни повеќе, меѓутоа и бившите се споменуваат. Ајде ова околу, мислам дека се единствени опозиција и позиција околу ставот за Украина. Тоа да го расчистиме. Треба да се водиме од меѓународното право и од македонскиот национален интерес, кој што треба да е примарен и кој што е јасно дефиниран. Сега, во првиот случај имате агресија врз независна суверена држава, членка на Обединетите нации, од страна на друга држава. Тука имате кршење исто на повелбата на Обединетите нации. Има обид за историски ревизионизам, што никому не носи добро и од тоа ќе страда и Украина, ќе страда и Русија, а може и спиловер ефект, кој што така може да биде сериозен доколку ова состојба нели потрае. Сега што се однесува до македонскиот интерес, ние како мала држава, според мене, членка на Европската унија, на Обединетите нации, треба да се држиме до принципите на меѓународното право, затоа што тоа е единствен механизам за заштита на помалите од поголемите. Јас лично сочувствувам со Украина, затоа што Македонија споделува многу блиска судбина како и Украина. Знаете, и нам ни се оспорува идентитетот, правото на самоопределување, членување во организации по собствен избор и така натаму и така натаму. Односно, тоа се случува од некој што е посилен од нас и посилниот се обидува да ја наметне својата волја на послабиот. Сега во случајот, тоа што нам ни го прават соседите, гледате го прави Русија на Украина само со други средства, односно со војна. Самиот Клузевиц знаете дека кажал дека војната не е ништо друго, туку продолжение на политиката со други средства. Кон Украина јас лично сочувствувам, нели, и заради фактот што кога беше војниот конфликт на кој што јас нерадо се присетувам во 2001 година, Украина беше таа која ни помогна со оружје. Јас знам што значи војна, знам што значи разорнување и губење на човечки животи, знам што значи кога мајка го чека својот син, сопругата го чека сопругата, децата го чекаат таткото за кој не знаат ни дали ќе се врати. И затоа според мене треба војните дејства итно да запрат и да бидат осудени. Мислам дека мораме да напредуваме како цивилизација, да се држиме до повелбата на Обединетите нации, односно секогаш да се избегнуваат тие методи на сила и да се бараат дипломатски решенија преку разговори и взаемна соработка за надминување на проблемите. Така да тука начално јас би ја завршил оваа дискусија околу Украина. Ковачки, се фокусираме на министерката за одбрана. Последните денови излеговте со неколку информации. Тоа ја прашав министерката на почетокот, меѓутоа можете вие да го конкретизирате. Значи, состојбата во нашата армија, колку е таа подготвена, можете да кажете конкретни прашања и конкретни предлози. Повелете. Благодарам. Видите, со влезот во НАТО не значи дека само ние ќе го користиме тој безбедносен чадор. Тоа значи на некој начин и обврска кон алијансата, нели, кон НАТО, кон нашите сојузници. И тука пред се мислам на споделување на учеството во носење на одлуките, како и споделување на одговорност. Но пред се, како што рековте и вие согласно вашето прашање, подразбира и превземање и на мерки за подобрување на условите за функционирање на армијата и одржување на соодветното ниво на борбена готовност. Сега во членот 3 од НАТО договорот е точно предвидено дека секоја земја членка е должна да изгради собствени капацитети за отпорност на кризи, на вооружени напади и така натаму. Значи, како земја членка ние имаме обврски кон НАТО затоа што таму знаете дека сме последни по воена моќ. На последната орангирање на Global Firepower сме 134-то место. Паднати сме 12 место од како е Социјалдемократскиот сојуз дојде на власт. Че ова не го кажува ВМРО, ДПМН, не го кажуваат релевантни меѓународни институции. Сега да не заборавиме дека ние сепак сме и суверена држава, нели, која има свој устав, свои закони, чии одредби мора да се почитуваат. Во Министерството за одбрана партизираноста е главна одлика.
Видете, вие од вкупно 18 позиции раководни во Министерството за одбрана, колку што вкупно ги има, значи 18, дури на 11 места има дуплирање. Значи има поставено по 2 лица на едно место. И тука станува збор за типичен пример на партизација, но и злоупотреба на службената моќ од страна на министерот за одбрана. И тоа не го кажам дека сега оваа министерка го направила, тоа се влече и од претходната министерка, од господјата Радмила Шекеринска. Значи, 2 лица земаат плата од едно работно место. Мене како пратеник ме загрижува тоа што во министерството има такви појави, а има и појави кои што да речеме порано ги немало. Тоа се етничката и другите видови на дискриминации. Знаете, има веќе потврди од соодветни релевантни државни органи за овие работи. Катастрофалните работни услови во Арама укажуваат на неспособноста и криминализираноста на досегашната министерка, која не одговори за прашањето, значи што јаде војската, кога го отворивме прашањето за сумнителното месочи, што квалитативен прием го правило само едно лице, наместо тоа да го прави комисија, да речем. Истечени се договорите за набавки на леп, вода, на одредени релации, војската нема организиран превоз. Нема нови договори, истите требало да бидат склучени од претходната министерка Шекеринска, која очигледно дека тоа, знаете, не ја интересирало, веројатно главен приоритет е било да се слика на криволак и да си прави личен пиар. Има тотална негрижа и нехуман однос за војниците кои наполнили 45 години, кои се оставени на цедило од системот. Како и мислам дека и кон лицата, еве ги спомна и министерката, кои веќе требаше да бидат пензионирани, а се уште се во редовите на Арама. Според мене, министерката Славјанка Петровска мора да излезе од матрицата и да се огради од Шекеринска. Ако тоа не го направи, тоа значи дека ја поддржува. И зошто ова го прашувам и го кажувам? Затоа што војската не заслужува да биде третирана како во некои земји од третиот свет, а досегашната министерка, за која НАТО стандардите, еве да ја речам, и беа само флоскула за допаѓање, не свати дека не може да се ќари на војската, така условно кажам, бидејќи војниците не заслужиле да бидат третирани на овој начин. Последиците од постоечките 4 кризни состојби во кои СДСМ ја втурна државата, ги чувствуваме сите ние, ќе ги чувствуваат и идните генерации заради преголемото задолжување, кое што пак ќе речам поради својата неспособност и алчност го прават и ДУИ и Социјалдемократскиот сојуз. Па визави Украина ме интересира, еве, зошто повторно се чекаат и не се превземаат мерки за санирање на последиците од војните дејства, посебно во делот на основните прехранбени производи, за repроматеријалите за индустријата, за цената на енергенсите и така натаму. Значи, тоа се работи кои што директно удираат на джебот на народот. И што направи нашиот државен врв, освен што даде изјави и се изгради веќе некој изграден став кој што веќе требаше да ни биде апсолвиран на сите нас. Ќе дојде ли министерката еве Славјанка Петровска во собрание да брифира или ќе продолжат тоа да го бойкотираат како што тоа го правеа во последните 6 месеци? И на крај еве последно прашање, зошто до денеска немаме највисок воен представник во НАТО? Дали мисли дека со тоа ја срами државата? Само уште кратко, нели има НАТО стандарди како може во армијата да се партизираат? Зборувавме со министерката за тоа на почетокот и вас да ве прашам. Не ве разбрав, ако може да повторите нешто во врска со НАТО стандардите. Како може да се партизира армијата ако има воспоставено НАТО стандарди? Па еве ви кажав, почитувани. Значи, во Министерството за одбрана од 18 раководни позиции, 11 места имаат по 20 раководители поставени. Значи, 2 лица земаат плата од исто работно место. Ете, тоа е партизацијата. Стадион. Емисија за вашата вистина.